Утрово имаме многу интересна тема. Се работи за операција која што е за прв пат направена во Македонија, меѓутоа новитетот е во тоа што се прави само во 4 светски клиники. На оваа тема разговараме со доктор Александар Мицковски, уролог од приватната болница Аџибадем Систина. Најпрво, докторе, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Со задоволство секогаш гостувам во вашиот канал. Прва работа за која што ќе зборуваме е операцијата на вградување на вештачки сфинктер. Најпрво кажете ми за каков тип на операција станува збор. Во најавата кажав дека станува збор за еден новитет кој што не се прави секаде, се работи само во 4 медицински центри за сега. Во Европа, да. Во Европа. Во Америка има во повеќе, меѓутоа во европскиот континент тоа е комбинирана всушност симултано вградување и на вештачки уринарен сфинктер и на пенилна протеза. Значи, мотив за вградување се два големи проблеми што значително го тежнуваат квалитетот на живот. Едниот е комплетно губење на урината, мокрење во пелени, што го инвалидизира пациентот. Најчесто се случува кај невролошки повреди, заболување на мозокот, операции на тумори, повреди на арбет, операции на арбет или најчесто после радикални операции заради карцином на простата, што е втор најчест тумор кај мажите. Значи се работи за доста честа патологија, после која што најголемиот број од пациентите имаат проблем да ја контролираат урината и ја губат ерекцијата, затоа што нервите кои не произлегуваат од простатата, туку врват покрај неа и вадејќи нервите за ерекција врват низ лушпата покрај простатата, патувајќи кон пенисот, радикално отстранувајќи ја, нормално радикално за да се отстрани туморот, се оштетуваат и тие нерви и тие пациенти страдат и од импотенција, односно еректилна дисфункција, не можат да обуват сексуални односи. Проблемот е патентиран, решавањето всушност на овој проблем е со произведување на импланти или протези, кои што се трокомпонентни протези. Едниот уред од 3 компоненти служи како вештачки сфинктер, односно го заменува природниот мускул за контрола на уринирањето и функционира по принцип на хидрауличен притисок. Вториот имплант или протеза, пациентите повеќе сакаат кога се употреба зборот имплант, не протеза, тоа ги асоцира на инвалидитет, така е за исто на хидрауличен принцип да се постигне и одржи ерекција до крај на животот. Некои го вградуваат затоа што едноставно немаат ерекција и сакаат да продолжат со сексуалните односи онолку до крај на својот живот. Некојаш е и тоа индикација. Меѓутоа, комбинирано вградување на двата импланти, се вика симултано вградување на двата импланти, тие се производство, еден производител на планета ги произведува, тој е америчкиот Boston Scientific, кој што порано се викаше American Medical Systems, и едниот имплант му дадоа име AMS-700, тој е пенилниот имплант, другиот се вика AMS-800, тој е сфинктерот. Кога двата се вградуваат, пошто е комплициран називот вештачки уринарен сфинктер, пенилен имплант, во медицинските кругови таа операција 800 и 700 се вика AMS 1500, така е позната како сленг меѓу докторите. Се работи во многу малку центри симултано, значи обично да речеме оваа година се вградува едниот имплант, ако е се во ред наредна година другиот. Сега постои техника кога што низ еден единствен мал рез од отприлика 3 сантими на скротумот, на кожата на тестисите, на место каде што не се создава лузна, затоа што имаме природна лузна која што ги дели десниот и левиот тестис, се вградуваат низ истиот тој отвор двата импланти,
и истовремено се решаваат двата проблеми трајно. Трајно, што е захтевна процедура. Има ли, докторе, некоја минимална граница возрастна, зборувам, каде што може да се вградат овие импланти? Да, тоа е многу интересно прашање, затоа што не постои минимална граница. Ние сме вградувале, значи услов за да пристапите кон ова симултано изведување на двете процедури низ еден рез. Порано се користеа 3 резови, сега ние работиме низ еден рез, за да се намалат шансите од инфекција, од болки на пациентот и така натаму. Што помалку резови и контакт со кожата, тоа е се побезбедни, затоа што се работи за 6 компоненти всушност што треба да имплантирате, за се тој хидрауличен систем функционира, треба резервари, треба црева кои што се конектираат меѓу себе за време на операцијата и нивното функционирање се проверува за време на операцијата, така да нема изненадување. Значи, додека е во анестезија пациентот, треба долго искуство во имплантологијата па да помините на оваа комбинирана операција. Инаку нема возрастна граница, затоа што сме вградувале и на млади деца, кои што имаат повреда од сообраќајни несреќи, сме вградувале ради невролошки болести, сме вградувале и пенилни импланти заради некои болести во пенисот пред се преголемо одлевање на венски одлив на крвта од пенилните кавернозни тела, тие се оние сунгераси ткива на пенисот, кои што функционираат на начин што прво се при ерекција треба нагло да се отворат артериите, нагол доток на крв и во неколку милисекунди растојание во таа обвивка што се вика туника албугинеа стручно или бела обвивка, која што е најцврста обвивка во нашето тело, има свој механизам, таа не е пасивна обвивка која што само ја заробува крвта, туку е активна и нејзините влакна кои што се во неколку слоја треба во милисекунди да ги стегнат вените и да не дозволат одлевање на крвта да ја заробат и толку долго колку што тие ќе ја заробат ќе трае сексуалниот однос. Некогаш се случува да има дефект на тој венозатворувачки механизам или венооклузивен и едноставно има венски одлив или се патолошки намножени тие вени и колку и да дотурат крв артериите, кои што се одлични кај млади луѓе, вените не даваат можност да таа крв се зароби. Иначе во таа обвивка е најмоќна во човековото тело, затоа што успева да издржи 4 пати повисок притисок крвен него во срцето, да речеме, ако е 120 со 80 тука, таму во време на ерекција 4 пати повисок. Значи, тоа е многу битен механизам. Кај млади луѓе сме вградувале заради дисфункција на овај механизам, покрај и ради други работи, шеќерна болест, па оштетени нерви, повреди на арбет, прискокање, пат од височина, сообраќајни незгоди. Така што возрастна граница нема. Битно е да функционираат рацете, затоа што тие се хидраулични и функционира од цел тој 6 компоненти што ќе се вградат или 3 ако е само едната протеза, се под кожата се чувствува само една пумпа со големина на половина показалец, да кажеме, која што треба со раката да пумпа и да ги активира имплантите. Така се активираат и таа ерекција или таа континенција е безпрекорна. Така. Кажете ми за самиот тек на операцијата. Колку трае и колку е времето на опоравување после вградување на вакви импланти? Кај нас траеше, пошто е прв пат, сепак искусен е тимот, меѓутоа ова операција направивме прв пат, траеше околу 4 до 4,5 часа. Борувам со се вовет и будење од анестезија. Болката е минимална, затоа што она што боли подкожниот рез и така натаму е минимален. Има многу работа низ малку простор. Опоравокот е многу брз, 2 дена во болница, третиот ден се планира испис,
а функцијата е проверена веќе, со тоа што по заздравување на раните може и да се користи во домашни услови нормално. Така. Правите уште една операција, единствени сте во државава и по уште нешто, тоа е третманот на бенигна хиперплазија. Што значи ова, практично да им објасниме на гледачите? Тоа е некој третман кој што се прави со водена пареа, да, тоа е минимално инвазивна метода и пациентите постоперативно се заминуваат за неколку часа дома. Така е. Каде се прави и малку за текот на операцијата? Тоа е еден пронајдок на полето на минимално инвазивни хирушки процедури за третман на простатата, или во англиската терминологија, од каде сега ни доаѓа литературата, се викаат MIST процедури, Minimal Invasive Surgical Treatment, за простата. Операциите до сега на простата, па и оние со ласер и така натаму, бараа хоспитализација, сериозна анестезија, може би некојаш и трансфузија на крв, и се рачуна генерално за крвава операција. Значи, ако нешто се плашите на таа операција, е или крварење, инфекции, или можност од тромбоемболички компликации, затоа што од простата во главно ги оперираме по возрастни пациенти, кои што и онака имаат доста имаат одредени коморбидитети или придружни заболувања. Оваа метода нуди можност дури во локална анестезија, иако 90% пациентите одбираат да спијат, неко е возможно, нека операција апсолутно невозможно во локал, меѓутоа овие пациенти во Европа 90% одбираат да спијат, спротивно во Америка 90% од пациентите, веројатно по сугестија на докторот, одбираат да бидат во локална анестезија и веднаш да ја напуштат болницата на нозе, да нема заспивање, да нема ефекти на будење, кај повозрастни пациенти тоа е исто така проблем. Има пациенти што ова го правиме од старечки домови со многу придружни болести, каде што поопасна е анестезијата него операцијата. Тога и затоа е многу битно да се знае дека резум процедурата или процес на водена вапоризација на простата може и во локална анестезија. Предност на оваа операција е краткото време траење. Се изведува со патентиран апарат повторно од америчко производство, од истата компанија која што е еден најмоќен бренд за медицинска опрема во моментов на планетава, еден нивни патент кој што се вика Резум апарат, кој што е всушност генератор на водена пареја, меѓутоа таа водена пареја се генерира во милисекунди, не треба топлина па да зоврие водата, па вие да испорачате преку тој рачен елемент, туку таа се генерира со радиофреквентна енергија. И во моментот кога со тој рачен инструмент кој што изгледа така како тенок пиштол, се влегува, се исфрла игла која што се забодува во ткивото, во месото на простата, бенигно, се користи само за бенигно зголемување. Да разјасниме. И со притисок на копче се активира дотур, во милисекунди почнува да испорачува врела водена пареја во ткивото, што предизвикува негова некроза, изумирање, кој што организмот го разградува и се формира канал кој што ќе му обезбеди квалитетно мокрење. И тоа подолги години, затоа што тој канал во текот на наредните месеци ќе станува се поголем и поголем, со максимум мален ефект по 6 месеци, од 3 до 6 е кулминацијата на ефектот и после се одржува на едно константно ниво. Предноста е што практично нема никакви компликации, што за неколку часа се оди дома, што кога порано ќе спомневме операција на простата беше незамислива да некој дојде утрово, се оперира и си замине дома и проблемот да биде решен, што е наменета и за млади луѓе, затоа што е загарантирано
од самиот производител на патентот и носител на лиценцата и одговорен за едукација и лиценцирање на оној кој смее да работи, не смее секој. Има испит кој што се полага пред интернационална комисија и тренинг програма пред да смеете да ја работите, инаку може би да ја компрометирате процедурата која не ја работите квалитетно. Гарантирано е дека ќе има еднаква ерекција како што имал пред операција и може да биде и понатаму, што е различно од сите досега познати процедури, да биде родител, татко, затоа што кај 98,5% од пациентите е сочувано исфрлањето на сперма. Така. Тоа е голем новитет, посебно кај млади луѓе кои што имаат проблеми со мокрењето, а сакаат да бидат родители, сега со современиот живот. Така, има милион. Тоа станување на родител може да биде и во петтата декада, и во шестата на живот, каде што нема друг избор до овој момент. Веројатно тоа било и мотивот на истражувачите од тие центри, инженерски центри, да бараат метода како да им се помогне на овие луѓе, затоа што после било која досега ласерска операција, ресекција на простатата, отворена операција, роботска операција, се досега познато завршуваше со отсуство на исфрлање на сперма. Значи, можеше да се сочува ерекцијата, меѓутоа не и оној процес на ејакулација, односно исфрлање на сперма. Овде е тоа... Да. Многу е битно да им кажеме на гледачите дека на ваков начин се третираат само бенигни тумори. Да. Спомнавме тоа бенигно зголемување на простатата. Да. Значи карциномите предпоставувам остануваат со класичен тип на операција. Не, карциномите сега ги работиме исклучиво лапароскопски. Лапароскопски веќе неколку десетина години. Тоа е прифатена лапароскопската или во центрите каде што имаат роботи, роботска асистирана лапароскопија. Значи, наместо сите инструменти да ги држат хирурги и асистенти, помага во тоа роботски раце, што сепак е голема корист, поштедење на персонал и така натаму. И се надевам дека и тоа време ќе дојде кај нас, каде што хирургот ќе ги контролира роботските раце. Така. Околу симптомите, значи кога треба да се поиде на уролог и во соработка нели со урологот понатаму, како треба да се третира одреден проблем? Па вака, всушност нема возраст од животот кај која што не треба да се поиде кај уролог, од деца со вродени аномалии и така натаму, па во тинејџерските години, затоа што туморите на тестис се најчести, за жал, кај млада популација, меѓу 18 и 35 години, е најчестата популација која што е цел на третман на тестикуларни тумори, затоа што тој е најчестиот солиден тумор, освен овие крвни тумори, као леукеми и лимфоми, значи најчест солиден тумор што може млад маж да добие од неговата 18 до 35 година, воопшто, не само од урологија, туку воопшто е тестикуларниот тумор. Тука се и проблемите со плодноста, тука се и проблемите уринарни инфекции, сексуално преносливи инфекции, камењата, така што нема возраст за која што ќе речеме сте безбедни и не треба да посетите уролог, затоа што секоја возраст има свои предизвици, со тоа што нормално простата проверуваме или ако има симптоми пред 40-тата година, симптоми на отежнато мокрење, на ноќно мокрење, слаб глас, чувствуваат дека напнуваат за мокрење, дека чекаат да започне мокрењето, се чувствуваат недоиспразнети, понекогаш им капе урина, стануваат ноќе, некогаш ургентно ги тера на мокрење. Например, ние двајца сега разговараме, јас прво што размислувам е кога ќе заврши емисијата да одам во тоалет. Тоа е тоа што го опишуваат пациентите на состаноци, на посета на кино, на театар. Тие прво размислуваат каде е тоалетот или кој ќе патуваат, каде ќе застанам да уринирам.
Така што тие симптоми ги доведуваат некогаш и пред 40-тата, меѓутоа после 40-тата доаѓаат веќе кај нас ваџибадем систина, наредовни систематски се почесто, велам се почесто и заради јакнење на колективната свест преку вакви емисии наши гостувања и ради осигурителните компании кои што нудат приватни осигурувања и во нивни интерес е да имаат здрава клиентела, па доаѓаат на превентивни пациенти и заради менаџментот на кој што се модернизира на големите компании со стотици или илјадници вработени, веќе има такви во Македонија, чив што интерес е да својот персонал го држат здрав. И доаѓаат затоа што се потешко се наоѓа, поготово квалификуван персонал, да им биде здрав. И доаѓаат редовно веќе на уролошки систематски прегледи и без симптоми. Па некош нешто ќе откриеме и што не планираме. Така. Докторе, темата е многу голема, меѓутоа времето ни е кратко. Еве за крај на интервјуто еден совет до посилниот пол. Кога треба да се посети лекар и дали е прегледот страшен, бидејќи 90% од мажите имаат проблем со преглед на простата, малку е незгоден, барем така велат. Вака, значи прво уролошки, ниеден од уролошките прегледи иницијални што се рачуна од систематски не се вбројава во инвазивни. Так. Инвазивни во смисла на боцкање, наставање црева, например, мериме проток, има апарати за мерење на проток на урина, па исцртува диаграм како е мокрењето. Некој може би споро да мокри, а едноставно се навикнал дека така мокри и мисли дека е се во ред. Па ќе измериме остаточна урина на ехо, се испитува ПСА маркер, што е лабораториска анализа, зборавам околу простата сега. Други прегледи, например, на тестиси ехо, кој трае 10 минути, ме разбира, да не е нешто ехо на бубрези, камења, сите тие работи се ехо прегледи. Ако сега има индикација да се посомневаме на некој проблем од малигна етиологија, што е ретко во однос на целата популација, на тие систематски прегледи, некој ќе дојде со 0 ПСА, е вклучен и тој ректален преглед на простата, меѓутоа тоа е се во рамките на непријатност. Сепак не е агресивно, не бара седација, не е ништо што боли. Така што сепак ако извагаме што добивате, а што губите, тогаш секогаш ќе добиете ако дојдете да бар пола сат од својот 365 дена во годината, пола час да изгубете да посетите уролог, сигурно ќе бидете во добит. Значи, врз основа на ова може да заклучиме дека еднаш годишно е сосема доволно да се појават или при некои симптоми нормално да се реагира, да не се занемарува. Обично Балканот се уште постои стигма во тој дел. Стигма и ги трпат симптомите. Нема потреба да ги трпат. Гледате, има едноставни решенија за многу сериозни проблеми. И како напредува хирургијата, посебно урологијата е динамична гранка, да кажеме, некои гранки во хирургијата користат класичен пристап, например, да кажеме, абдоминална хирургија, кој што е таков, операции. Урологијата е гранка каде што нас хирурзите не прави се помалку и помалку агресивни. Сите нови методи се базираат на помала агресија врз пациентот, не поголема агресија. Спротивно, например, интернистите стануваат се поагресивни во своите процедури. Интервентни процедури, радиолошки процедури, боцкаат, ставаат црева во сите можни отвори, земат биопсии. Значи, тие стануваат се повеќе агресивни, за да допрат до целта, а ние, за да ја достигнеме целта, стануваме помалку агресивни. Така што има решение и некојаш решението е секогаш е многу поедноставно него да се трпат симптомите, болки, Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието. Благодарам.